Граѓаните критикуваат, Шилегов не попушта. Новата градска куќа ќе оди на продажба, а каде ќе се гради нова, не открива. На Шилегов не му се допаѓала локацијата на објектот, кој како што вели бил фрлен настрана и бил несоодветен за градската администрација, која во моментов работи во стари и дотраени бараки. Граѓаните негодуваат и критикуваат за недомајкинлук. Не би требало да се продава. Државата треба да располага, можеби да го изнајмува, меѓутоа да го продава не би се сложил со тоа. Што мислите зошто го продава? За да се земе некој процент, најверојатно за во нечи джеб да се слеат некои пари. Тоа е, нема интерес е просто едноставно, каже. По мене тоа не е во ред. Не е во ред како? Тоа што граѓаните се против, на Шилегов не му значи ништо. Граѓаните не беа прашани дали сакаат барок на градска куќа на таа локација. Продажбата на градската куќа е по одлука на Совет на град Скопје како надлежен орган на јавна електронска лицитација, која што ќе биде транспарентна и ќе ја повикам да бидете сите присутни. Местото на седиштето на администрацијата на главниот град не е некаде фрлено на страна. Местото на седиштето на главниот град е во центарот на градот. Шилегов од продажбата планира да собере 15 милиони евра. Опозицијата критикува и предупредува дека од продажбата најмногу ќе ќе купувачот, кој ќе добие гратис државно земјиште и нула комуналии. Сумата која е инвестирана ќе биде повисока од цената за која ќе се продаде, а Скопје ќе бележи загуба. Објаснувањата на Шилегов дека сега се сетил дека градбата е нефункционална се излитен параван зад кој се крие сомнеш на криминални интереси. Темелите на градска куќа лоцирана покрај кеот на Вардар, веднаш до зградата на Водовод, беа поставени во јуни 2011 година.